Ракометниот клуб Пролет се повлече од надпреварување во Суперлигата и се сели во првата ракометна лига за следната сезона, а причината поради која ова одлука ја носи Скопски клуб е тоа што завршил договорот со долгогодишниот спонзор, зашто како што посочуваат донеле тешка, но одговорна одлука да се повлече од надпреварување во Суперлигата за претстојната сезона. Ракометниот клуб Пролет 62 ја известил јавноста дека поради завршувањето на договорот со нашиот долгогодишен и ценет генерален спонзор донесовме тешка, но одговорна одлука да се повлечеме од надпреварување во Суперлигата за претстојната сезона. Ова одлука не е донесена лесно. Напротив, таа е резултат на внимателна анализа и единствено со цел да се зачува стабилноста и иднината на клубот. Веруваме дека во овој момент најодговорен чекор е да не преземаме финансиски обврски кои не би можеле целосно и навремено да ги исполниме. РК Пролет 62 останал посветен на својата мисија, развој на младите ракометари и продолжување на традицијата која клубот ја гради веќе 64 години. Клубот ќе продолжи да се надпреварува во првата лига, а во наредниот период наш главен приоритет ќе биде пронаоѓање на нов генерален спонзор кој ќе овозможи повторно враќање во Суперлигата и продолжување на успесите што заедно ги создававме. Воено упатувам искрена и огромна благодарност за нашиот досегашен генерален спонзор за долгогодишната доверба, поддршката и несебичната посветеност, благодарение на која РК Пролет 62 со години успешно се надпреваруваше и остана дел од највисокото ниво на македонскиот ракомет. Неговиот придонес во одржувањето и развојот на клубот ќе остане трајно запишен во историјата на РК Пролет 62. Исто така им благодариме на сите наши навивачи, пријатели, играчи, тренери, родители, соработници, на сите кои во изминатите 64 години беа и остануваат дел од семејството на РК Пролет 62. Уверени сме дека ова е само еден тежок период кој со заедничка поддршка и нов партнер ќе го надминеме и повторно ќе го вратиме Пролет тамо каде што припаѓа, велат од клубот. Пролет минатата сезона настапуваше во плејаутот на Суперлигата и обезбеди опстанок во елитата, но сега по ова одлука останало испразнето едно место, кое ќе треба да се пополни со некоја друга екипа, а зашто има опција и Струга да остане во елитното друштво, иако во баражот загуби младост Богданци испадна во првата лига. Во следниот период Ракометната федерација на Македонија ќе треба да носи одлука што и како би било со испразнетото место откако Пролет одлучи да се повлече на надпреварување. Претходно, од женската Суперлига, од надпреварување се повлече Јастиво поради финансиски проблеми, зашто Штипскиот клуб одлучи да игра во првата лига, а градот Потисарот остана без суперлигашки ракомет во женска конкуренција.